Следниот со кого ќе разговараме, а така ќе продолжиме и во наредните 60 на минути интензивно да ве информираме и да ви асетираме агендата за овој денешен ден пред целата друга медиумска индустрија да се пробуди, би рекол, негде после 10 часот. Следниот наш соговорник е господинот Марко Бислимовски, председателот на регулаторната комисија на Македонија. Господин Бислимовски, добро утро. Добро утро. Благодарам за ова јавување и веднаш да ве прашам. Денеска во 12 часот се очекува објавување на нови цени на горивата. Ќе сакате нешто овде да ни соопштите или ќе чекате сепак пладне за официјално да соопштите какви се новите цени? Па се уште не ни се довршени пресметките, вообичаено помеѓу 11 и 12 часот ќе ги објавиме новите цени на нафтените деривати во државата. Ја мислев дека ќе имаме некаква ексклузива. Ќе одат ли нагоре, барем тоа кажете ни? Ќе бидат во границите на очекуваното. Нема да одат нагоре. Значи, веста е ќе бидат во границите на очекуваното, нема да одат нагоре. Да. Господин Бислимовски, се случи еден феномен вчера на светските пазари за нафта, кој што не е забележан со децении. Имено, сега тоа е комплицирана математика, се разбира, компликувани се тие пресметки, меѓутоа се случи така што производителите на одреден вид на нафта, особено за оние така наречени мајски фјучерси, мораат да платат за да таа нафта им се превземе од капацитетите за производство. Памтите ли вие такво нешто што да се случило во не само во вашиот мандат, туку и во последниве 3-4 децении? Никогаш до сега се нема случено цената на нафтата да оди негативно, но ова е работа која што се случи само во Соединетите Американски држави, пред се од причина што нема повеќе резервоарски простор каде би се чувале купените разноразни нафтени деривати и од тие причини на трговците им беше поевтино едноставно и да даваат пари за да ја продадат таа нафта, бидејќи нема каде да ја складираат. И се случи тоа што се случи. Иначе, тоа е за прв пат, од кога постојат тргувањата на берзите, тоа е за прв пат во историјата да имаме негативни цени на нафтените деривати. Инаку на европските берзи, особено на кои што регулаторната комисија за енергетика ги користи при определувањето на цените, немаше такви драстични падови. А од кога се измислени супертанкерите, а тоа е негде како не слажем од 60-тите години, инаку тоа е инаку инвенција на еден од најбогатите луѓе во историјата на светот, Пол Гети, кој што влезе именно со трговија со нафта и ги направи своите стотици илјадници милиарди, па мора да измислат супертанкери. Супертанкерите, за разлика од танкерите, од обичните танкери, се бродови кои што можат да понесат и неколкукратно повеќе капацитет на нафта, а нафтата е производ кој што има многу е сензитивен ценовно на транспортот. Па затоа се измислија тие супертанкери за да може повеќе нафта да се вози во едно возење помеѓу морињата и да се доставува до потрошувачите, што е пак компликација, се извинувам за ова малку подолга експликација, што е пак компликација со длабочината на газот на тие бродови, бидејќи тие пак не можат да поминуваат ни сите мореузи на светот, како што се Босфорскиот, Гибралтарскиот, Панама и така натаму, и се наменети тие супертанкери да тргуваат за големи пазари ни светот од точките каде што се произведуваат пред се Касписко море, Саудиските, арапските земји и така натаму. Сепак, дали ова ќе влие врз понатамошното движење на цените, бидејќи дури и сите супертанкери се веќе полни и немаат каде во рафинериите да го истовараат својот товар, а тоа е нафтата. Ќе има ли некакви подолгорочни последици врз самите цени на нафтата, бидејќи луѓето говорат, па гледате сега, цените падаат драматично на рекордни ниски нивоа се во светот, а ние се уште имаме релативно високи цени на малопродажни горива. Значи, земјите членки на ОПЕК, особено кога го постигнаат договорот помеѓу Русија, Саудиска Арабија и Соединетите Американски држави, треба да го намалат своето производство од 1 мај до 30 јуни. Но и при така намалено производство, драматично е падната потрошувачката и од тие причини се во ова што се случува и понатака ќе се одразува на цената на нафтата. Сега на нас
вообичаено е во овие ситуации, во овакви драматични падови на берзите, според и многу нафтени аналитичари кои што го анализираат овоа, може да доведе и до еден повратен ефект од присилно намалување на понудата со нафта на пазарот и поради што може да дојде и до уништување на производните нафтени потенцијали, а потоа и нивната обнова ќе биде навистина скапа и процесот ќе биде долго траен. Да, затоа што во индустриите нема ништо пострашно од паузирање на производството. Потоа рестартирањето е многу поскапо отколку дури да се фрла производот на ѓубре, ако тоа воопшто еколошки е возможно кога е нафта. Така е, поевтино е да го фрлат производот да го продаваат и дури да даваат пари некој да им го купи, отколку потоа повторно да го рестартира целиот тој процес на производство на соодветни нафтени деривати. Кажете ми, имате ли проценка колку е намален пазарот и колку е намалена потрошувачката на горива во Македонија во изминативе 2-3 месеци? Има ли драматичен пад во тоа, бидејќи луѓето, а и индустријата, предпоставувам, има намалени побарувања? Па зависи од кој трговец на мало, но некаде имаме намалување од меѓу 30 и 40%. Тоа беше за месец март. Тој тренд сигурно ќе биде подрастичен и во текот на месец април, бидејќи имавме и неколку викенда кога вообичаено потрошувачката е најголема. Кај нас имаше полициски час, така наречен, и во овие викенди немаше воопшто речиси никаква потрошувачка, така да потрошувачката драматично е падната. И таа ќе во месец април сигурно ќе биде уште помала отколку во месец март, што беше, бидејќи сепак имавме некаква економска активност до половината на месец март. Таа потрошувачка е навистина драматично падната, а со тоа е драматично паднат и приносот што инаку таа потрошувачка го прави кон буџетот. Не е само данокот на промет во прашање, тука е во прашање и собирањето на акцизата и така натаму. Кој е вашиот коментар на оваа идеја да се зголемува акцизата во цената на горивата? Значи, ние како регулаторна комисија за енергетика не можеме да навлагаме во однос на акцизата и плановите на владата да ја зголеми акцизата, но ја ги разбирам тие причини, бидејќи приходите се драматично паднати, како што кажавте и вие пред малку, заради намалување на потрошувачката, исто така и заради драстичното намалување во последниве 2 месеца на цената на нефтените деривати, која е повеќе од 20 денари. Ние како регулаторна комисија за енергетика поддржавме и изедначување на акцизата на дизелот со екстра лесното, со цел да се намалат малверзациите кои што се случуваа пред се од страна на транспортни компании при транспортот, кои што наместо да го користат дизелот, кој што е поскап од екстра лесното гориво, го користат токму екстра лесното гориво, кое што има некаде околу 9 до 10 денари пониска акциза, со тој пониска цена од дизелот. Инаку во овој момент цената на нафтените деривати во нашата држава е убедливо најниска во регионот и во сите земји, споредено и со сите земји членки на Европската унија, така да само за репер да ви кажам, цената на дизелот кај нас ако е 0,73 евроценти, во Бугарија е 0,95, во Србија е 1,25 евроценти, во Албанија е 1,34 евроценти, така да имаме сериозно кај нас во нашата земја цените на нафтените деривати се убедливо најевтини и пред се е тоа заради ниската вредност на акцизата. Имате ли прогнози, предпоставки, анализи кои што можеби говорат дека некои од компаниите кои што се занимаваат со дистрибуција на горива ќе дојдат во така голема криза што ќе мора да стават и клучна врата? Предпоставам дека тоа нема да ги погоди баш најголемите, како што е Мак Петрол, но некои од помалите дистрибутери ви се жалат ли, поднесуваат ли барања за некаква помош, односно корекција на цените и така натаму од нивниот аспект гледано, барем во оној дел што вие го регулирате? Значи, се уште ние немаме добиено такво барање.
и ја верувам дека овие месец-два кои што беа покритични, овие компании и поголемите и помалите врз основа на претходно остварени профити ќе можат да ги надминат и ќе продолжат да работат. Сепак ние со нашата нова методологија определуваме и маржа за секој нафтен дериват, па така да ја верувам дека во изминатиот период имале доволно простор да обезбедат соодветни залихи кои што ќе им помогнат да ги издржат овој критичен период кој што верувам ќе трае некаде до почетокот на мај, потоа делумно ќе почне да се враќа се во нормала чекор по чекор. Па добро, така викав ми за банките, па не видовме дека нешто се претргна многу да брцнат во својот профитен джеп за да помогнат на граѓаните. Направија некои прилагодувања, но ништо драматично од она што можеше да се очекува. Па бидејќи овој бизнис со горивата е еден од најдоходовните, или барем таков е впечатокот во Македонија, ќе видиме колку ќе бидат тие компании подготвени да брцнат во своите профити за да обстојат. Господине Бислимовски, читам денеска во дневниот печат дека најавувате дека сметките за струја и парно за март, април и мај ќе можат да се плаќаат на рати без камата. Можете ли малку да елаборирате за таа идеја, за тој предлог? Во ред, значи ние во изминативе 2 недели бевме во комуникација со снабдувачот и со електрична енергија и со топлинска енергија, бидејќи бевме едно од првите регулаторни тела во регионот кое што даде препорака на снабдувачите со електрична енергија и со парно да не ги исклучуваат потрошувачите кои што нема да ги плаќаат своите сметки за електрична енергија или топлинска енергија, и имајќи во предвид дека имаме одредена категорија на граѓани кои што се сериозно погодени со оваа криза. Тоа се пред се и претходно што беа социјални случаеви кои што се зима соодветен надомест од Министерството за труд и социјална политика, а исто така имаме и категорија на граѓани кои што во овој период ќе примаат и минимална плата, и со цел да им излеземе во пресред на овие категории на граѓани кои што не од што сакаат, туку едноставно нема да бидат во можност и редовно да ги плаќаат своите режиски трошоци за електрична енергија и за топлинска енергија. Овозможивме за и мај да ги плаќаат своите трошоци за електрична енергија и за парно на рати, и при тоа нема да им се пресметува камата, бидејќи се разбира дека ќе имаат задоцнето плаќање. Морам да ве прашам како ќе изгледа тоа во практика. Ве прашувам бидејќи владата најавува различни помоши за компании, граѓани и така натаму, меѓутоа кога тоа ќе се преточи во практика, овие мерки како и овие за струја и за парно и така натаму се предвидени за луѓе кои што се во економски проблем, значи кои што имаат проблем со приходите, паднати се на минималец и така натаму. Како ќе се докажува таа постапка? Еве, јас ако имам проблем да платам сметката, што треба да правам со ЕВН или со другите добавувачи на овие услуги? Треба да вадам потврди, да одам по шалтери, каде ќе се пријавувам, како? Нема да има потврди. Бидејќи се работи и за март, а веќе сме април, еве го и мај доаѓа. Како ќе се одвива тоа во практика? Значи сметките за електрична енергија за март се добиваат во текот на април. Така е. А еден месец подоцна се добиваат за месецот за кој што се однесуваат. Значи, снабдувачите и со електрична енергија и со топлинска енергија во својата база на податоци за потрошувачи веќе ги имаат сите оние кои што примаат социјална помош. Добро, но таа категорија е за редовни околности. Сега наеднаш имаме многу повеќе граѓани. За овие повеќе граѓани кои што ќе примаат минимална плата, снабдувачите ќе стапат во комуникација со Министерството за труд и социјална политика, кои што знаат точно на кој ќе биде исплатена оваа минимална плата, и врз основа на тоа ќе имаат можност да се ги платат своите трошоци на рати. Имате вие увид и надлежност во таа комуникација, или само оддавате препорака и толку? Па ние сега немаме надлежност, но ќе се вклучиме и ние со цел да им помогнеме на граѓаните да нема потреба да се вадат од потврди, да се оди по шалтери. Едноставно тие се и податоци кои што ги знаат
и во владата ќе се знаат, и во Министерството за труд и социјална политика, и ќе се искомуницираат со снабдувачите со електрична енергија и со топлинска енергија. Добро, но тоа во практика што значи? Дека сите корисници ќе добијат некаква порака, дали прифаќаат такво нешто? Ве прашувам, бидејќи тоа беше практиката со банките. Ни испратија мейлови, дали сакаме да се одложат рати, да се репрограмираат кредити и така натаму. Како ќе биде со ова? Ќе оди по автоматизам, на сите веднаш ќе им се одложат ратите, ќе им се овозможат рати без камата, или ќе има процес во кој што ти треба да потврдиш како потрошуваш дека сакаш, неќеш и така натаму? Ќе има процес во кој што самите потрошувачи, кои што се погодени со оваа криза, да се изјаснат дали сакаат да ги плаќаат своите режиски трошоци на рати или не. Бидејќи сепак има и некои кои што можат да ги покриваат овие трошоци, имајќи во предвид дека за април и за мај во делот на електричната енергија ќе бидат намалени трошоците за електрична енергија, бидејќи заврши грејната сезона. А исто така во делот на топлинската енергија, кога ќе доаѓаат порамнителните сметки за оваа грејна сезона, пред се заради намалената потрошувачка на топлинска енергија, која што е драстично пониска од тоа што планиравме, има намалување на овие порамнителни сметки за најмалку во просек за 20%, така да самите потрошувачи ќе решаваат и ќе бидат во комуникација со нивните снабдувачи. Само ќе нема да имаме една сложена процедура, туку тоа ќе биде едноставна процедура. Овие што ги формираат цените, очекувате дека ќе бараат поскапување? Бидејќи вие сте местото каде што... Да се каже, прерано е да се каже, имајќи во предвид дека имаме 2020 година, е година кога што треба да поднесуваат до јуни, до крајот на мај и барање за цени. Па затоа ве прашувам, да, бидејќи се ближи тој рок, имате најави некакви? За сега немаме никакви најави, но бидејќи е целосно нетипична година, пред те и од аспект на трошоци, дека дел од компаниите, особено на пример електродистрибуција, не прават нови приклучоци, исто така немаат исклучување, значи во тој дел имаат намалување на трошоците. Но од друга страна па има и драстично паѓање на потрошувачката на електрична енергија, некаде околу 10 до 15% во делот на индустријата и во делот на комерцијалните потрошувачи, па така да во комуникација и во соработка со вршителите на овие регулирани енергетски дејности ќе оцениме и потребата дали во текот на до крајот на јуни ќе определуваме цени или тоа ќе го одложиме за краток период со цел да имаме што е можно порелевантни и поточни податоци при носењето на нашата одлука. За тоа претпоставувам влие и подоброто работење на ЕЛЕМ во последните година-две, кај што се направени значителни заштити што влијаеше врз намалувањето на цената на електричната енергија до крајните потрошувачи. Така е, значи ЕЛЕМ од 1 јули продава електрична енергија на универзалниот снабдувач со електрична енергија и неговата цена е пониска некаде за 15% отколку споредено со 2018, 2017 и така натаму. Тоа пред се должи на намалувањето на трошоците во рудниците, кои што споредено со некои години од претходниот период е намалено некаде за помеѓу 30 и 40 милиони евра на годишно ниво. Господин Беслимовски, председател на комисијата, регулаторната комисија на Република Северна Македонија, смеам ли да резимирам дека од прилика цените на нафтата на мало во продажбата на пазарот ќе бидат стабилни, може да одат надолу, цените на другиот вид на енергенци, парно, електрична струја и така натаму нема да се покачуваат, се овозможуваат олеснување при плаќањето на граѓаните, особено на оние категории кои што сега паднаа под удар заради кризата. Имаме ли предвидливост на релативно стабилна економска, енергетска иднина Македонија до крајов на годинава? Апсолутно. Секторот го одржуваме стабилен. Имаше во одредени периоди проблеми со ликвидноста, кога беше на почетната криза, кога настана на некој начин една паника помеѓу самите потрошувачи и
не ги плаќа редовно своите реđиски трошоци, но тој проблем беше надминат. Се уште не е нивото на наплатата како што било во претходните години, но полека се стабилизира ситуацијата со ликвидноста на енергетскиот сектор и во делот на тие дејности кои што ги регулираме, не очекуваме драматични промени. Во однос на нафтата и нафтените деривати, како што знаете, најголемо влијание имаат берзанските цени, курсот на доларот, и некој ако ни кажуваше пред 3 или 4 месеца дека цената на нафтените деривати ќе падне толку драматично, никој немаше да поверува. И гледате малце тоа, имаме некарактеристичен период со големи промени, така да во тој дел нашата методологија ги прати случувањата на светските берзи пред се на европските берзи, така да ќе ги следиме тие случувања, како што намалувавме цени, ќе има периоди сигурно кога оваа цена на светските берзи ќе почнува да се враќа во нормала, но не очекувам да биде тоа некое драматично зголемување. Еве, Марко Бислимовски, председателот на регулаторната комисија, ги даде своите проценки и оценки за овој некарактеристичен период низ кој што поминуваме, а јас морам да кажем дека господинот Бислимовски е еден некарактеристичен функционер во македонската државна управа, бидејќи секојаш е на располагање кога ќе го побарам, и зашто ви благодарам, Марко, за оваа соработка, бидејќи никогаш не сте рекле не кога сме ве барале за коментари за јавување директно во програма. Така и ќе продолжам, ние со нашите одлуки кои ги носиме, за сега целото општество, и сакам сите граѓани да знаат дека ние не сме некоја баук институција и дека нашите методологии се вообичаени методологии кои што се применуваат во најголемиот дел од европските земји. Марко Бислимовски, благодарам уште еднаш за ова вклучување. Обично колегата Чомовски разговара со вас. Се надевам дека во наредната прилика ќе си направите и со него убав муабет.